Добар ден, криптоентузијасти, како што ветивме, денешното специјално неделно видео, односно MicroStrategy Bitcoin стратегијата, објаснета односно како функционира моментално од самиот почеток до моменталниот крај, каде што моментално се наоѓаме во овој циклус и потенцијалните ризици од истата, тоа е најстрашниот дел што би рекол во овој момент. Тоа е во однос на специјалното неделно видео, знаете, тоа е последното од претходната недела, во следната недела веќе имаме соодветен распоред. Вторник очекувате техничка анализа на пазарите во утринските часови, лайвстрим. Среда ќе биде многу интересен нашиот настап во CryptoHub Малта. Значи, како што знаете, ова е во склоп на Хелоуин. Да, знам, значи јас не сум верник, не верувам ниту во едните, ниту во другите, ви кажам отворено, но интересно не замолија да направиме нешто интересно, да направиме некоја маска. Со тоа што они очекува дека само јас ќе дојдем со маска, а ние ќе дојдеме цела македонска група со маски. Само вака ти кажам. Ќе видат како изгледа грабнувањето на Мис Тон во живо. Само толку ќе кажам, натаму останува да видите сами. Не заборавајте дека ова ќе биде лайвстрим во живо директно од CryptoHub Малта, нашето предавање за M2 supply и цените на капиталните добра. Иако ви е позната, верувам дека ќе ви се допадне, ќе биде доста интересно. Во четврток очекувајте дека ќе го анализираме FOMC состанокот од среда на лайвстрим во вечерните часови заедно со Гоце, затоа што ќе има многу битни случувања, многу битни заклучоци кои што ќе треба да ги анализираме заедно, посебно кога станува збор за следните каматни стапки, нивното намалување, како и за уште побитно quantitative tightening и неговиот прекин и почнување со quantitative easing. Сабота имаме прашање од заедницата, нешто што долго време не сме го направиле, одлучив дека потребно е да имаме една ваква, би рекол, посебен лайвстрим, посебна епизода, така да тоа околу сабота и недела останува шестиот дел од нашето портфолио. Тоа се 4 преостанати коини токени од нашето портфолио на каналот, PIT, Filecoin, Arkham и Gnosis Pay. Така да очекувате тоа да биде специјално неделно видео за оваа недела. Со тоа што да не забораваме уште еднаш, како што кажавме, за сите податоци за нашиот настап во CryptoHub Малта во оваа среда може да ги најдете на евентот кој што е прикачен на нашиот Facebook профил на самиот врв. Ова е најавата каде што се очекува да имаме интересен маскенбал, така да зошто да не, да го направиме интересно и да видиме потенцијално може ќе добиеме првата награда. Не се знае, така да нека мислат што прават кога со гемиџи си играат. Само тоа ќе кажам, а они ќе видат што се гемиџи во среда. Тоа е во однос на нашите, да речем, случувања кои што треба да ги најавиме, а нормално денеска ќе почнеме со Майкл Сейлор и неговата компанија MicroStrategy и конкретната стратегија за купување на биткоин. Ова што гледате овдека, пред да почне таквата стратегија и пред воопште овој човек да верува во биткоин, 2013 година истиот го има кажано следното. Вика, деновите на биткоин се одброени, изгледа дека е само прашање на време кога ќе има истата, така речено, судбина како и онлайн коцкањето. Прво да му кажеме на Майкл Сейлор дека онлайн коцкањето е се уште многу популарно и покрај тоа што 12 години поминале од овој негов статус, еве јас можам да му кажам од Малта, значи едни од главните клиенти во мојот хотел се токму онлайн коцкарниците, чии што техничари се апсолутно секој божи ден кај нас во престој од целиот свет. Значи дека не има и така лошо, значи дека ниту погодил за онлайн гемблинг, ниту погодил за биткоин. А кога станува збор, како што знаете ви и сами, за ваков тип на сончогледи, односно капиталисти, во еден момент плукаат, во другиот момент лижат кај што плукале, како Майкл Сейлор, така Лери Финк, така многу останати. Сега моментално сите се најголеми апостоли на биткоин. Сакам да ви го покажам ова да знаете од каде тргнале овие луѓе, а каде се сега. Само да се подсетиме, ова е статусот кој што го направил во декември 2013 година, на крајот на тогашниот циклус, а сега моментално на профилна слика, како што може да видите и сам, има laser eyes за биткоин. Така да, чисто да ви кажам како се менуваат овие сончогледи, се извинувам, капиталисти, каде дува ветерот. Така, да стигнеме од степен, каде што кај да е биткоин ќе пропадне, до степен на ваков тип на шизофрена изјава, но да бидеме реални, моментално доста исплатливо. Which one's the best crypto asset? Well, Bitcoin's the best crypto asset. Okay. What's the second best? There is no second best. There's no second best crypto asset. There's a crypto asset. It's called Bitcoin, right? Right? There's no second best, okay? But take all your money, buy Bitcoin, then take all your time, figure out how to borrow more money to buy
more Bitcoin. Then take all your time and figure out what you can sell to buy Bitcoin. And if you absolutely love the thing that you don't want to sell it, go mortgage your house and buy Bitcoin with it. And if you've got a business that you love because your family works for the business that's in your family for 37 years and you can't bear to sell it, mortgage it, finance it, and convert the proceeds into the hardest money on earth, which is Bitcoin. Вистина, значи за тоа се согласувам, ја и он имам иста гледна точка од овој аспект и реално правим мојот, значи ова е крајно позитивно за целата криптосфера, но пред да стигнеме овде само сакам да ви покажам дека и он како и сите капиталисти биле апсолутно исти. Како што Лери Финк зборуваше во првите два цикуса 2013-2017 година дека биткоин представува само една голема понзи шема за перење пари, според неговите изјави, колку повеќе биткоин имаме во една држава, толку повеќе перење на пари има. Така, за сега BlackRock, на чие што чело е Лери Финк, да поседува повеќе од 100 милиарди долари вреден биткоин, сигурно ништо што би рекле нашите. Така. Сега прво се запознаеме која е оваа компанија и зошто е толку битна. Значи MicroStrategy и BlackRock моментално се најголемите поединечни ентитети кои што поседуваат биткоин. Ова е нивната страна, верувајте ми, многу е променета, затоа што MicroStrategy како компанија постои декади, но истата била компанија која што продава софтвер. За од 2020 година целосно да промени својата стратегија и со она што го има како профит од својот примарен бизнис, да почне да купува огромни количини на биткоин. Со тоа што моментално е еден од најголемите, би рекол, не можам да кажам директно custody provider, затоа што никој од овие луѓе кои што инвестираат во MicroStrategy не поседуваат директно биткоин. Биткоините поседуваат директно од компанијата. Ќе објасниме точно како ова функционира. Само сакам да ви кажам дека моментално е најголемиот кој што има огромна количина на биткоин. Како стигнале до тоа, се ќе објасниме чекор по чекор, но нивниот почеток е скромен, би рекол, во 2020 година, каде што со профитот кој што го имаат во тоа време од самата компанија, каде што Майкл Сейлор беше CEO на оваа компанија, одлучи да ги инвестира првите 250 милиони долари во оваа криптовалута. There is no second best, во ред. Само една работа ќе ви кажам, на крајот имаме одговори за тоа. Значи, да се подсетиме дека истиот овој гуру зборуваше дека нема да има ниту еден друг спот ETF освен на биткоин. Денеска имаме спот ETF на Ethereum, на Solana, на Dogecoin. Само да ја подсетам некои интересни работи кои што ги зборуваше он. Може би е во право за неговата стратегија, но за се останато воопште не. Од друга страна, само вака ќе прашаме. Ворете тоа дека биткоин е hard money, како што нарекува он, најдоброто средство за зачувување на вашиот капитал во однос на неговата вредност. Само вака ќе ве прашам, а можете да програмирате нешто на биткоин? Не. Можете да користите биткоин за било која друга намена, освен за зачувување на вашата вредност? Не. Така да биткоин има позитивни, но и негативни страни. Не, биткоин не е единствената криптовалута, колку и да му се допаѓа него тоа или не. Значи, вакви макси булови се постојано на пазарот, ништо ново. Само вака ќе ви кажам, тоа што постојано го зборуваме. Ги потценувате алткоините на сопствен ризик, на сопствена загуба. Натаму можете да проследите нашата програма и да видите зошто го зборуваме тоа, а денеска ќе се држиме конкретно на овој момент. Односно, нивната прво, како што кажеме, купување е со профитот од оваа компанија, со тоа што во текот на истата таа година купуваат дополнителни 48.916 наспроти првите 21.454. Што значи дека заедно поседуваат негде околу 70.000 биткоини на крајот на 2020 година. Погледнете, 70.470 биткоини на крајот на 2020 година. Се подсетиме, цената на биткоин во тоа време беше екстремно ниска, негде во десетици илјади, така. За во 2021 пред самиот скок да истите да докупат во текот на 2021 година 53.921, знаеме дека 2021 беше премногу добра година за биткоин, истиот стигна до неверојатни 69.000 долари. 2022 година, која што представува bear market, наместо да се повлечат од оваа стратегија, они продолжуваат да купуваат дополнителни 1100 биткоини во текот на 2022. И како започнува новиот bull market, 2023 купува 56.650, откако влегуваме од 2024 година и почетокот на spot ETFs во јануари, со профитабилноста на spot ETFs, нормално овдека расте и популарноста на MicroStrategy како приватна компанија која што има слична стратегија.
И во текот на 2024 година гледаме екстремно голем раст, како на нивната, би рекол, биткоин портфолио, така и на нивната цена на акцијата. Значи, во 2024 година имаат акумулирано неверојатни 234.509 биткоини. Значи, екстремно голема количина на биткоин. За колку голема количина станува збор, веднаш ќе ви покажам. Моментално MicroStrategy во однос на јавно тргувани компании е онаа која поседува највеќе биткоин во светот, неверојатни 640.031 биткоин или 3% од вкупна 3% од вкупната количина на биткоин во постоење. Така. Сега каде е одека проблемот? Да, не е само во јавно тргувани компании, туку погледнете. Кога би ја споредиле со земји, каде што знаеме дека Америка има најголема количина со 198.000, Кина со 194.000 биткоини, значи дека поседуваат по 3 пати повеќе и од Кина и од Америка. Кога станува збор за ETFs, единствено BlackRock ETF има 801.000 биткоин, значи дека само BlackRock е единствениот ентитет во светот кој што поседува повеќе биткоин од MicroStrategy. Значи со 3,8 скоро 4% и MicroStrategy на второ место. Кога ќе ги споредиме и со майнинг компаниите кои што поседуваат во десетици илјади, далеку од конкуренција на овие два, но сепак сакам да ви покажам дека на вистина моментално MicroStrategy е на второ место по количина на биткоин, тоа е екстремно голема количина, зборуваме на биткоин. Ваквата акумулација на биткоин, со оглед на фактот дека е директно поврзана со цената на акциите на MicroStrategy, за кој што ќе разговараме следно нормално, ја правила компанија да биде најуспешната компанија во последните 5 години на Wall Street. Сега зборувам од најголемите компании по market cap, не зборувам за помалите, кога станува збор нормално за акумулација на вредноста на самата акција. Значи, еве како изгледа нивната акумулација на биткоин, што напоредно прави и нивната акција да биде екстремно успешна. Односно, можеме да видиме дека на почетокот на нивната би рекол стратегија во 2020 година, кога почнуваат да акумулираат биткоин, дури овдека не е представено, еве како изгледа тоа. Значи, кога ќе го поставиме на целосното постоење, гледаме дека оваа компанија постои уште од пред 2000-та бабл колапсот на нели пазарите во Америка. Значи, во 2020 година, еве како изгледа на самиот почеток, значи нивната акција имала вредност од, само да видиме точно, негде околу $5. Значи, точно, само секунда, негде околу, се извинувам, негде околу 13 до $15. Така. За нивната акција во 2025 година, во најдобрите моменти кога направивме екстремно висока цена на биткоин, да достигне неверојатни $404. Со тоа што ако споредите во последните 5 години, можеме да видиме дека нивната акција направила екстремно добар успех. Погледнете, 1468% за овие 4 години. Што е една од најдобрите акции во последните 5 години и тоа на некој начин го става во состојба да биде многу блиску до позиција во S&P 500, дури и во Nasdaq 100. Односно, во оваа ситуација како најдобрата акција во последните 5 години, поточно заедно со нивниот market cap, моментално се, би рекол, печени да станат дел од S&P 500 индексот, дури и од Nasdaq 100, со тоа што се уште не се во топ 100, односно по market cap можеме да видиме дека моментално има 82,9, скоро 83 милиарди market cap, беа во топ 100, сега моментално се паднати после последната корекција со стравот од нели тарифи, односно царини на Кина на 130-то место по market cap во Америка. Тоест во светот, се извинувам, по market cap во светот. Сега, зошто е толку битно? Во топ 100 автоматски ќе влезат и во Nasdaq и во S&P 500. Моментално на секои 3 месеци се прави ребаланс на оние 500 компании кои што се дел од S&P 500 и нормално дека порано или подоцна ќе мора да примат оваа акција. Зошто? Уште еднаш да напоменеме, еве како изгледа од 2020 година до 2025 година перформансот, значи до август 2025 година, како изгледа, значи профитот кој што го има направено Master, односно акцијата на MicroStrategy, и како изгледа профитот кој што го има направено Nvidia, па дури во оваа ситуација и Bitcoin. Значи можеме да видиме дека истата направила и над 2500% во одредени моменти кога цената на Bitcoin беше екстремно висока. Така да
као што можеме да видиме, значи дури 2 пати повеќе профит има направено мастер акцијата за разлика од Nvidia која што важи за нели од оние големи компании најпрофитабилната акција на пазарот моментално. Што значи дека навистина оваа компанија има простор да стане потенцијално дел од така речен овие S&P 500 и Nasdaq индекси, што е многу позитивно. Ќе разговараме за тоа малку подоцна зошто. Сега во меѓувреме што би сакал да направиме како следна да речем објаснување е како на некој начин го измислиле овој Infinity Hack за постојано купување на биткоин, кој што постојано зголемува маркет капитализацијата на компанијата, со тоа зголемува вредноста на цената на акциите и со тоа привлекува уште повеќе пари и кругот постојано врти. Односно, како што може да видите, првиот чекор кој што го прави оваа компанија, на страна од тоа што и лично со сопствениот профит како компанија за софтвер, постојано купува биткоин, дополнително со позајмување преку така наречени конвертабилни обврзници, со оглед на тоа дека имаме 3 типа на обврзници во однос на нивното временски период во кој што треба да бидат исплатени. Значи имаме bills, bonds и notes. На тој начин имаме нели краткорочни од 3 месеци до 2 години, па средни до 5 и долгорочни до 30 години, како што се notes во оваа ситуација. Сега нема да наругуваме точно како изгледаат и нели на колку време се, она што не интересира е како функционира. Односно, MicroStrategy издава така наречени конвертабилни обврзници, наречени convertible notes, кои што понатаму како позајмица за овие конвертабилни обврзници добиваат пари. Со овие пари они купуваат биткоин, ваквиот биткоин влегува во нивниот асет, значи тоа е асет кој што они го посетуваат, како вредноста на биткоин расте и неговата маркет капитализација расте, така оваа вредност на биткоин која што ја поседува MicroStrategy предизвикува и маркет капитализацијата на компанијата MicroStrategy да продолжи да расте. Како расте маркет капитализацијата, нормално по онаа основна равенка, така расте и цената на MicroStrategy Master акцијата. И со тоа практично привлегува уште повеќе луѓе кои што би на некој начин позајмиле средства на MicroStrategy. Сега, што се овие средства што се позајмени? Значи, овие конвертабилни обврзници или convertible notes, како што се нарекуваат овдека, се практично хартија од вредност која што ви дозволува или на крајот од истекот, така речено, на оваа хартија од вредност да ги добиете вашите средства назад, со тоа што во оваа ситуација овие конкретно конвертабилни обврзници не ви даваат никаква камата, верувале или не. Значи, трикот е во тоа што MicroStrategy, односно во оваа ситуација Michael Saylor, ви дозволува во било кое време да ги конвертирате овој долг, така речено, конвертабилни обврзници, во акции на компанијата. Со тоа што потенцијалот за раст на овие акции е екстремно голем, затоа што сите гледаме дека биткоин постојано продолжува да расте. Нормално, како и сите други останати средства, и биткоин има потенцијал за пад, тоа е еден од ризиците за кој што ќе разговараме на крајот на ова видео, но во секој случај главниот би рекол аспект и главната вредност на биткоин е токму тоа. Колку повеќе се принтаат пари во светот, толку повеќе овој аспект, значи ова средство ќе продолжи да расте. И поради ова ние имаме така наречено магичен круг во луѓето постојано позајмуваат средства на MicroStrategy. Сега, еве точно како овдека ова конверзација многу добро објаснува зошто луѓето се нафаќаат така речено да поземат пари на MicroStrategy, посебно кога овие позајмици нема никаква камата. Односно може да ги земете вашите средства назад, кога ќе истече времето, да речем 5-10 години, или пак да ги промените во акции на компанијата. Со тоа што има соодветен сооднос за тоа кој е соодносот на нели обврзниците кои што си купиле и колку акции ви следуваат според тоа. Сега, вели вака, Saylor зборува со некој во оваа ситуација позајмувач, би рекол, или пак доверител, така. Му вели, позајми ми $100. И он вели, добро, вика, која е каматата која што ќе ми ја платиш? Он вели, нема да ти платам каматата. Капа вика, зошто тогаш би ти позајмил, нели, $100? Вели, затоа што кога ќе ми позајмиш $100, наместо да ти платам камата, вика ќе ти платам, односно ќе можеш, така речено, твоите конвертабилни обврзници да ги промениш во мастер акции, тоа се акциите на нашата компанија, со тоа што вели, потенцијално во овие, да речем, $100, кога ќе ги промениш во акции на MicroStrategy, мастер, може да добиеш многу повеќе вредност за неколку години наспроти тоа што ќе добиеш во камата доколку ти биде исплатено. Затоа што каматата ќе биде во фиксен процент, а растот овдека може да биде многу поголем, вели. За неколку години ваквите акции кои што ги имаш како така речено
конвертабилни, нели, во однос на твоите обврзници, може да достигнат и 200, 500, $1000 со по зајмица од само $100. И вика, дали вика било каде можеш да најдеш вика ваков тип на нели повраток, посебно вика кога станува збор за обврзници, затоа што обврзници може да бидат издадени како од државата, така и од приватни субјекти. Повторно, тоа е должнички инструмент со кој што вие позајмувате нешто во однос на капитал, а го враќате со одредена камата на одредени временски периоди и на крајот ќе враќате главницата. Сега, вика нели доверител, па никаде вика, дали вика ова си го направил претходно и дали вика функционира. И нормално селор одговара да, затоа што ние гледаме дека ова функционира последните 3 години, да речеме од кога функционално почнуваат да го прават. Дури овдека пишува 4 години. И сега, значи погледнете каков е тој магичен круг што постојано го зборува. Имаме ситуација во која што MicroStrategy, така, значи сега овдека они го нарекуваат тоа како правење акции, затоа што овие конвертабилни обврзници, нормално дека секој од овие доверители ќе сака да ги промени во акции каде што има потенцијално најголем приход, така, значи најголема добивка. Со тоа што како ги продаваат овие акции, значи они на крајот од денот овие конвертабилни долгови, односно обврзници, се тоа акции, нови акции кои што може да бидат конвертирани. Со тоа добиваат пари кои што потоа го претвараат во биткоин. Како расте цената на биткоин, така расте маркет капот на мастер, значи зборуваме на самата акција на компанијата. Со тоа практично како расте компанијата во маркет кап, така расте и индексот, односно нивната акција. Со тоа, како се случува овој дел, продолжуваме истиот циклус. Значи, повторно на ваквиот раст, они прават нови акции кои што донесуваат нов капитал кој што е преточен во биткоин. И буквално се повторува целата шема постојано. Сега вака изгледа интересно, изгледа лесно и нормално велат луѓе, па зошто не би го правеле сите ова. Така, посебно со оглед на фактот дека ова е најдобриот дел сега. Покрај фактот што ние уште пред оваа компанија да влезе во S&P 500 и Nasdaq има огромен прилив на нов капитал, нови инвеститори, гледаме дека постојано се случува истото. Замислете сега овдека е, да речем, бул сценариот. Кога оваа компанија и нејзиниот маркет кап би старале дел од Nasdaq и потенцијално S&P 500. Автоматски, со оглед на фактот дека нивниот маркет кап е изграден врз основа на количината на биткоин кој што го поседуваат, автоматски оваа количина на биткоин кој што го поседуваат ќе стане имплементиран дел од маркет капот на Nasdaq и маркет капот на S&P 500. Се разбираме. Автоматски ќе имаме директно биткоин како капитално добро кое што ќе биде дел од овие два индекса. Тоа е една екстремно добра позиција. Од друга страна знаеме дека позицијата која што потенцијално една компанија ќе добие во Nasdaq или S&P 500 е доста привилегирана, дополнително носи уште повеќе инвеститори, што значи дека уште повеќе можеме да очекуваме акумулација од страна на MicroStrategy и раст на нивниот маркет кап, а со тоа нормално и раст на нивната акција. Така да ова е екстремно позитивен дел, но сега доаѓаме до оној дел кој што највеќе не загрижува. Како што го зборувавме тоа за тетер на времето, така го зборуваме денеска и за MicroStrategy. Ниту една од овие стратегии не е без ризик, посебно со оглед на фактот дека луѓето треба да разберат дека доколку некој купува MicroStrategy акции во оваа ситуација преку конвертабилни обврзници, тоа не го прави затоа што они поседуваат биткоин. Туку го прави затоа што врз основа на биткоинот кој што го поседуваат, прават леверидж на пазарот. Се разбираме. Сега зошто го зборувам ова? Зошто вие не би купиле директно биткоин, туку купувате акции во MicroStrategy каде што вие не поседувате биткоин, вие поседувате акции од самата компанија која што поседува биткоин. Се разбираме. Значи зошто би го превзеле овој ризик? Го превземате заради тоа што добивката која што ќе ја добиете преку MicroStrategy акциите е дуплирана преку леверидж на пазарот со тоа што они поседуваат биткоин. Како го прават тоа? Значи, сега нема да лугуваме премногу затоа што гледаме дека има многу инструменти, од некои од нив се помалку ризични, некои од нив се повеќе ризични, options, futures и така натаму, и секој од нив си има различни карактеристики. Нема да налугуваме тоа. Но наместо да купуваат директно биткоин на пазарот, кој што ќе им даде иницијален раст во однос на цената и нели соодветна добивка, они тоа го прават преку инвестирање во акции во MicroStrategy кои што имаат интринзично вкраден леверидж. Зошто го зборуваме ова? Значи ова се различните би рекол хартија од вредност кои што ги имате како опции за инвестирање во мастер
и според тоа нели имаат и соодветен леверидж кој што е вграден во нив. Сега, идејата на овој леверидж е дека на крајот од денот мастер, значи како акција, представува леверидж верзија на underlying asset, односно net asset value, тоа е биткоинот кој што го поседува. Во оваа ситуација, вредноста на мастер е со потенцијален премиум тргувана наспроти биткоинот кој што го поседува. Односно, не значи дека вредноста на акцијата има толку колку што има биткоин во однос на маркет кап. Туку вреди повеќе. Тоа е поентата на левериджот кој што го користат. Како можеме тоа да го провериме? Значи во самата акција, значи тоа што моментално го гледаме, представува леверидж, односно со оглед на фактот дека да видиме како изгледа премиумот, тоа се нарекува премиум во акциите. Значи премиумот на net asset value, односно премиумот по кој што се тргува акцијата во однос на основната вредност е овдека представен. Значи кога ќе отидете на овој чарт, можеме да видиме дека основниот премиум по кој што се тргува моментално акцијата е 94% над вредноста која што истата ја има во однос на тоа колку биткоин поседуваат. Што значи дека акцијата моментално на MicroStrategy се тргува дупло повеќе од количината на биткоин кој што ја поседува. Или, за поедноставно да сватите, вие моментално плаќате $2 за секој $1 биткоин кој што го поседува MicroStrategy. Се разбираме, што значи дека ако вие им дадете да речеме $200 како во оваа ситуација, нели, по зајмица, во овие конвертибилни обврзници, они ќе поседуваат $100 за вашите $200 по зајмица и затоа моментално можеме да видиме дека имаме ситуација во која што акцијата на MicroStrategy е практично дупло поголема во однос на тоа колку биткоин поседува. Еве како тоа изгледа. Значи доколку споредиме како изгледа мастер кап, значи ова е маркет капот на компанијата, вредноста на биткоин и колку моментално е така речено NAV премиум, односно по која разлика на леверидж се тргува акцијата наспроти биткоин. И овдека тоа многу јасно се гледа. Погледнете. Во највисокиот скок кој што го имавме, ова е негде почетокот на 2025 година, очекувањето Трамп да стане претседател, каде што биткоин екстремно направи голем скок. Што можеме да видиме овдека? Во тој момент акцијата на MicroStrategy се тргувала по неверојатни 3,5 пати повисока од количината на биткоин која што ја поседува. Односно, тој е тој леверидж каде што луѓето очекуваат дека ќе продолжи да расте акцијата нагоре и затоа ние овдека имаме, погледнете, $3,5 за секој $1 биткоин кој што го поседува MicroStrategy. Од тој момент до сега, со оглед на фактот дека имаме консолидација, можеме да видиме дека ова е доста намалено и сега моментално можеме да видиме дека MicroStrategy акцијата се тргува за 1,5%, односно како што видовме, дупло од вредноста на биткоинот кој што го поседуваат прилика. Така да тоа е како моментално изгледа, значи дека постојано е со леверидж. Гледаме дека постојано е со леверидж од 1 до 3,5 пати повисоко во однос тоа колку биткоин поседуваат. Сега овдека и доаѓа и причината поради која што луѓето инвестираат и причината поради која што имаме ризик. Односно, доколку купите биткоин, вие ќе добиете само колку што ќе порасне цената на биткоин. Но доколку купите MicroStrategy, како што можеме да видиме овдека, има моменти каде што може да добиете и 3,5 пати повеќе од тоа што сте го инвестирале во акцијата на Мастер поради растот на цената на биткоин. Затоа што акцијата Мастер расте во овој момент 3,5 пати повеќе во вредност за разлика од растот на биткоин. Се разбираме? Тоа е магијата зошто луѓето би инвестирале во MicroStrategy наместо директно да купат биткоин. И не само во MicroStrategy, туку знаете дека постојат многу компании моментално кои што копираат ова така речено би рекол стратегија, каде што Metaplanet е следната, тоа е во Јапонија, компанијата која што е најблиску до MicroStrategy, која што исто така моментално е со премиум на основната вредност на биткоин кој што поседува од 1,26%, и ако продолжиме надолу може да видиме дека сите се со некаков тип на премиум. Односно тоа е и поентата каде што вие добивате повеќе заработка и затоа повеќе ви се исплаќа да купите акции од овие компании, затоа што со леверидж добивате повеќе за биткоинот кој што они директно го купуваат. И овдека тоа е многу добро представено на овој чарт. Односно еве го тој скок што го погледнавме, каде што можеме да видиме. Ете го токму тој скок овдека обработен во крајот на 2024, почетокот на 2025 година, каде што можеме да видиме. Оваквиот скок на биткоин
Значи, мастер акциите добиле 3,6 пати повеќе во однос на раст на цена, за разлика од биткоин кој што добил 1,6 пати во однос на раст на цена. И затоа луѓето претежно се нафаќаат да инвестираат во мастер, наспроти да купат биткоин, поради ова поголема заработка кој што може да ја направат. Но каде е овдека проблемот? Доколку имаме леверидж во однос на вредноста на мастер акциите, кога цената на биткоин расте, погодете што? Истиот тој леверидж може да се одрази екстремно негативно кога цената на биткоин ќе паѓа. Односно можеме да видиме дека во корекцијата која што следи, во однос на тоа во која од овие, да речем, хартии од вредност сте инвестирани, само секунда да ги најдеме кај беа хартиите од вредност, да, овде. Значи во однос тоа каде што имаме помалку волатилни и повеќе волатилни типови на хартии од вредност кои што ги издава MicroStrategy со цел да собере капитал, можеме да видиме дека сме имале на една од поволатилните хартии од вредност кои што ги издава. Погледнете, за само една недела пад од 62%. Зошто? Затоа што имаме екстремно леверидж во оваа ситуација. И можеме да видиме до крајот на оваа корекција во март-април 2025 година, која што траеше 3-4 месеци, знаеме сите, значи биткоин се коригирал 30%, но две, да речеме, најпопуларните хартии од вредност кои што ги поседува MicroStrategy, се коригирале 56 и неверојатни 90%. Тоа е проблемот со леверидж, што вие добивате многу повеќе кога цената се движи нагоре, но погодете што. И поради оваа причина можеме да видиме дека ова е една од вградените слабости на оваа стратегија која што има MicroStrategy. Односно, доколку се најдеме во екстендиран моментум на паѓање на цената на биткоин, каде што историски сме виделе дека цената на биткоин може да падне и до неверојатни 85% во bear market, тоа би можело да предизвика екстремно големи загуби во овие хартии од вредност, вклучувајќи нормално и акцијата на MicroStrategy. И сега каде е овдека проблемот? Доколку имаме вакви напумпани загуби поради леверидж позициите кои што ги има оваа акција, може да се најде во ситуација MicroStrategy како компанија каде што ќе мора да продава биткоин по екстремно помала вредност од тоа што моментално, да речем, го купила во претходниот циклус и на тој начин да предизвика загуби на сопственото портфолио на биткоин. Односно, може да се најде во магичен круг во кој што како продава биткоин, така вредноста на биткоин постојано се намалува, така се повеќе се зголемуваат загубите на сите нивни хартии од вредност и на тој начин практично постојано е принуден MicroStrategy да продава со цел да ги покрие овие загуби на сопствените клиенти и може да се случи екстремно голем колапс. Нешто слично како што го зборувавме тоа и за Тетер, доколку се случи ситуација на Дипек, каде што ќе мора да ги користат своите биткоин резерви со цел да покрие тоа загуба и така натаму. Затоа, пак ќе напомена, во оваа ситуација како леверидж помага многу на пазарот и многу на биткоин цената да продолжи да расте, но може да се најдеме во ситуација каде што ова може да има обратен ефект, што може да предизвика голем пад и на цената на биткоин поради преголемиот дамп. Да се потсетиме, во оваа ситуација, ако се сеќавате, MicroStrategy, што рековме, има 140,000 биткоини. Што значи дека ваков дамп поради на некој начин брзината со цел да се покрие оваа загуба која што имаат во своето портфолио поради леверидж, може да предизвика, како што кажеме, магичен круг во кој што MicroStrategy постојано мора да продава повеќе биткоин на се повеќе паѓачката цена на биткоин. Да се надеваме дека нема да стигне до тој момент, како што кажав, секоја стратегија има своји слабости. Ова е слабоста која што моментално ја има MicroStrategy. Така да се надеваме дека нема да се случи тоа е оприлика како функционира целата оваа шема на купување на биткоин. Сега и во bear market од 2022 година ги претрпеа загубите, продолжија со акумулација, на некој начин ги користат новите депозити од нови клиенти со цел да покријат загуба, доколку веќе потенцијално имаат, а воспротивно знаат дека порано цената на биткоин повторно ќе продолжи да расте и една од главните причини поради која што толку многу биткоин купија во текот на 2024, а се надеваме 2025 година, ќе видиме до крајот на самата година. Значи, затоа што очекуваат дека биткоин како класа е веќе доволно созреан да нема толку големи корекции како што тоа беше во претходните маркет циклуси. Така да допрва ќе видиме дали ово што го смета е така, иако и ние веруваме дека е така, но времето ќе ни покаже за тоа дали е така. Како и да е, на крај само уште една битна работа, само да напоменеме дека никој од овие
Перма Булови до сега не бил во право кога тврдел дека алткоините немаат своја иднина, дека алткоините не се корисни и затоа сакам да ви покажам едно признание од еден од најголемите перма булови на биткоин за тоа како изгледаше моментот кога Етериум доби свој спот ETF, а пред 2 недели да добие свој спот ETF Етериум, истиот тој Майкл Селор на негова лична конференција зборуваше како ниту еден друг коин нема да добие свој спот ETF и дека SEC ќе ги апсолутно банира, ќе ги прогласи за хартија од вредност сите овие коини и дека ниту еден нема да постои во иднина и каде се наоѓаме сега. Значи, како беше муаветов, вика пред 2 недели вика изгледаше дека биткоин ќе биде единствениот асет кој што ќе има свој спот ETF и кој што ќе биде прифатен од Wall Street. 2 недели подоцна, како попарен си седи на подкаст, 3 часа го чекам да го каже ова, и вика да супер е, вика тоа што ќе има Ethereum спот ETF, тоа ќе предизвика стабилност на сферата, сферата ќе се развива заедно со сите овие коини, а пред 2 недели зборува како само биткоин ќе биде единствената криптовалута. As the one legitimate crypto. Industry, crypto is an asset class. Како и да е, значи овдека истиот признава дека очигледно битката дека само биткоин ќе биде криптовалута е завршена и дека сите други останати коини кои што легитимно имаат реален use case, кои што имаат добар тим позади, кои што имаат добра технологија позади ќе биде прифатени, а ние се наоѓаме буквално еден чекор пред SEC да ги одобри спот ETFs на најголемите коини како Solana, XRP, Cardano, Polkadot, Hedera и така натаму. И нормално, пак ќе напоменам, значи, гледајте што се случува на пазарот, не се водете од ничие едно мислење, донесувајте сами свое мислење, анализирајте од се што ќе видите како информација, но на крајот е многу битно сами да го анализирате пазарот и сами да одлучувате, затоа што на крајот од денот вие сами одговарате за успехот на вашето портфолио. Така да се надевам дека уживавте како и секогаш. Би ви понудил доколку не сте да станете дел од нашата Patreon заедница. Тоа е посебен тип на форум каде што може 7 дена да видите како е да се биде дел од истиот бесплатно. Линк до Patreon заедницата може да најдете во секој од нашите видеа во дескрипција. Воспротивно имаме месечна членарина која што ни помага да можеме да работиме се повеќе за вас, да произведуваме се повеќе материјал и нормално да организираме се повеќе настани за македонската нација. Воспротивно како привилегии за вашето членство во Patreon добивате пристап до сите наши чатови, каде што целата наша заедница функционира постојано заедно во однос на споделување на информации, споделување на стратегии. Значи овдека сме да си помогнеме во овој bull market да видиме каде се наоѓаме заедно со сопственото знаење, сопствените информации и едукација. Добро. Дополнително имате пораки кои што директно ги одговараме еднаш дневно од наша страна. И сите овие офлайн материјали, како што е моментално, ги добивате прво на нашата Patreon заедница, а потоа во одреден период ги објавуваме и на сите наши јавни канали. Дополнително еднаш месечно организираме посебен тип на лайвстрим само за нашата Patreon заедница, каде што ги одговараме сите нивни прашања, а истиот потоа го објавуваме на нашите социјални мрежи. И дополнително сите оние кои што потенцијално сакаат да го регулираат своето членство на годишно ниво, тоа може да го направат со следење на инструкциите на овој би рекол постер. Значи cryptogimidja@gmail.com, доколку не ви одговараат овие 3 адреси за потенцијално да уплатите годишно членство, значи може да ни кажете која валута ви одговара. Воопште не е проблем, значи ќе испаднеме во пресет, ќе ви пратиме соодветна адреса и со тоа што овде ќе имаме 30% попуст на годишно членство во однос на оние 20 кои што максимум може да ги понудиме на Patreon, не ни дозволува повеќе апликацијата, така да највеќе го правиме за оние луѓе кои што имаат проблеми. Многу често се случува луѓето да имаат проблем со банките
да поради некоја причина не дозвола трансакција, значи тоа е нешто што ние не можеме да го контролираме и затоа се обидуваме да направиме алтернатива во крипто. Така да ви благодарам, се надевам дека уживавте и се гледаме во следното видео. Поздрав од Крипто Гемичи.